Саботно издание на Flash International. Ова се најновите вести од светот. Циклонот Тамара, која што го зафати Балканот, предизвика вонредна состојба за која метеоролозите велат дека не се памети во последниве 100 години. Илјадници жители се веќе евакуирани во најпогодените области. Бројот на загинати расте, а се повеќе се водат како исчезнати. Српските медиуми пренесуваат дека најкритично е во Обреновац, Лазаревац, Чачак и Валјево. Во Обреновац има нови загинати чија бројка не се знае, а спасувачките екипи веќе работат на нивно извлекување. Истовремено, во Босна и Херцеговина беше донесена одлука на државно ниво сите расположливи човечки ресурси и материјално-технички средства на војската да се ангажираат за давање помош на цивилните власти и граѓаните. Освен Србија и Босна, и Хрватска се бори со последиците од невремето и од поројните дождови. Најпогодени се Славонија и Посавина, каде што излеаните реки од коритата поплавија голем број куќи. Државите од регионот веќе организираат и испраќаат помош за настраданите во соседните земји. Во Лаос се сруши воен авион при што загинаа 22 лица. Меѓу загинатите се министерот за одбрана Дуан Чај Пихит и голем број високи државни функционери. Делегацијата патувала на воена парада по повод јубилеот на армијата на Лаос. Авионот се урнал на 4 километри од пистата за слетување и засега нема информации за причината за несреќата. Тројца од патниците ја преживеале несреќата. Во Славјанск започнаа жестоки судари меѓу припадниците на националната коалиција и приврзаниците за федерализација, пренесува гласот на Русија. Според руските медиуми, силни експлозии се слушнале во областа околу фабриката Зевс Керамика во центарот на Славјанск. Во сударите има повеќе жртви, а борбени авиони постојано летаат над местото на престрелките. Американските безбедносни регулатори го казнија General Motors со $35 милиони поради дефект. Проблемите со стартерот на автомобилите од оваа компанија се виновни за 13 смртни случаи. Официјални лица велат дека инженерите знаеле уште во 2001 година дека дефектните стартери можат наеднаш да го закочат моторот, пошто се блокираат воланот, кочниците и воздушните перничиња. Од повикувањето на дефектните автомобили започнало дури оваа година. Ова е најголемата можна казна според законот. 1000 луѓе учествуваа на митингот во Техеран за поддршка на хиџабот. Митингот се одржа во моментот кога стотици иранки на Facebook објавија фотографии без хиџаб. Учесниците на митингот побараа жените да ги почитуваат исламските закони, односно да носат широка облека и хиџаб која покрива косата. Минатата недела на сличен митинг во Техеран учествуваа 4000 луѓе. Тоа беа вестите од светот. Останете на програмата, следуваат вестите на ТВ Стар.